Почитувани колеги, колега, ќе заклучам. Не сте одговорна власт. Неработењето на власта не донесе во состојба да се продлабочуваат и зголемуваат кризите во Македонија. Енергетската криза, некопањето на домашен јаглен предизвикува увоз на странски јаглен. Непроизводството на домашна ефтина струја предизвикува увоз на скапа електрична енергија. Овде убаво ќе беше да имавме директни странски инвестиции. Тие ќе ни помогнеа многу во буџетот, во работењето во државава. Но сите се, колега, на граница застанати. Facebook, Google, Формула 1, сите се застанати на граница. Но, знаете што е најинтересно? Не дека тие сакаат да поминат граница со нелегални документи повеќе од 135 пати, туку тие сами чекаат на граница. Знаете зошто? Затоа што во државава криминалот, корупцијата, киднапирањето ни се на најако пуштени. Зошто се случува тоа? Што да се прави? Министерот за внатрешни работи подели на сите криминалци пасоши. Она заспаната убавица, тоест убавец, вице-премиерот за спречување на корупција во државава, од која го улови путерот, нигде го нема. И за ваква влада, за вакво транспарентно работење ќе зборуваме за буџет кој тежи најмногу досега 4,4 милиарди евра, средства што ќе се трошат, значи милиони евра ќе се трошат. Во кои сектори најмногу? За мебел, за возила, за договорни услуги, до невладини организации, во ред за невладини организации, ама барем да бевте транспарентни и да бевме со доверба дека навистина тие средства ќе се трошат на исправен, легален начин. Но, за жал, спецификата, како што викавте вие во вашето изложување, на оваа власт и карактеристиките кои ги има, реков, криминал, корупција, киднапирање. И сега, да ве потсетам малце, една информација која денес ја добив од медиумите за Куманово. Го пофаливте буџетот за образование. Почитуван колега, дали знаете дека во Куманово, во основно училиште, учениците одат, дел од учениците одат да посетуваат настава од далечина заради тоа што кровот тече во училиштето. Кој е виновен за ова? Зошто не е решен проблемот? Ама, знаете како? Овој буџет не ги решава овие проблеми и затоа не ја заслужува нашата поддршка. Ви благодарам.